Разноликоста на понудата на автомобилскиот пазар се уште е голема, иако производителите се трудат да ја унифицираат на глобално ниво. Поминаа времињата кога само неколку модели, како Opel GT, например, можеа неизменети да настапат на повеќе пазари. Затоа денеска ќе ве потсетиме на ова историско возило. Одвојуваме време и за Jaguar E-Pace, кого го тестиравме во раскошна изведба. Сепак, спецификите на одредени пазари, особено кинескиот, кој е најголем на светот, ги принудува сите марки на компромисни решенија. Пекиншкиот мотор шоу, кој се отвори пред неколку дена, покажува дека сите западни производители се трудат да земат поголемо парче од пазарот, а за тоа се подготвени не само да отвораат фабрики, туку и да лансираат заеднички модели со кинеските марки. Добре дојдовте во 32-то издание на Автомагазин, кое го започнуваме со извештајот од Пекинг Мотор Шоу. Германците со еден потег го ничкосаа Пекинг на колена. Засинувајќи ги сите останати премиери, новиот концепт на Мајбах предизвика целата светска јавност да превртува со очите. Но во Мерцедес се задоволни. Ultimate Luxury концептот го окупираше целокупното внимание. До толку што за ова возило со екстравагантен изглед тешко е да се оформи собствено мислење. Треба многу фантазија за да се свати што сакале неговите креатори да постигнат. Сепак да не бидеме толку строги, бидејќи е јасно дека на светов има луѓе кои едноставно сакаат да бидат различни. Исто така е јасно дека тие луѓе најчесто имаат и многу пари. Затоа идниот најголем модел на марката од Штутгарт ќе има едно чудо технологии во себе и просто ќе плива во луксус. Долг е 5,26, широк дури 2,1 метри и поставена на тркала за 4 електромотори со вкупно 750 конски сили. Автономијата изнесува 500 км, а беше истакнато дека со специјален полнач за само 5 минути батериите ќе се наполнат доволно за поминување 100 км. Максималната брзина електронски е ограничена на 250 км на час, а доколку стане серијски производ, ограничувањата за цената ќе нема. Помеѓу се што е кажано за него, во Пекинг се спомна и дека можеби ќе ја замени GLS класата, но тешко е во тоа да се поверува. Лани беше покажан како концепт, а сега и како серијски модел, а класата на Мерцедес доби седан изведба. Премиерата ја имаше со продолженото меѓуоскино растојание како што кинезите сакаат. Дизајнерски наликува на наследник на CLA, иако нема да го истисне од гамата. Новата маска и поострите светла го прават предниот дел спортски агресивен. Силуетата зрачи со елеганција, а задниот дел пак со динамик. Вешто вкомпонирани сите овие дизајнерски карактеристики прават седан верзијата на А-класата да биде привлечен автомобил. Иако најмал ваков во гамата, накупувачите нема да им бидатускратени најновите технологии. Некои од нив ќе се преселат директно од S-класата. Внатрешноста е скоро идентична на хеджбек изведбата со напредниот MBUX систем кој препознава гласовни команди. За оваа кинеска верзија на А-класата е познато дека има продолжено меѓуоскино растојание за 6 см и должина од 4,6 метри. Ке се нуди со 3 бензински мотори со моќност помеѓу 136 и 190 конски сили, спарени со 7-степена автоматика. Мерцедес не сакаше да објави кога ќе биде представен модел за остатокот од светот, но тоа веројатно ќе биде наесен на салонот во Париз. Продолжена верзија за кинескиот пазар доби и C-класата. Поголемиот комфорт за патниците назад ги обезбедуваат екстра 8 см простор. Во однос на стандардната изведба, збогатена е и опременоста, а погонската механика е дополнета со 48 волтен стартер генератор.
Меѓу 9 модели што годинава, Volkswagen ќе ги пласира во Кина, посебно место има сосема новата Lavida. Овој најдобро продаван седан во земјата во својата трета генерација малку порасна, достигнувајќи скоро 4,7 метри во должина. Дизајнот му е значајно помодерен, а таква и техниката. Наместо старата платформа од Golf 4 сега е поставен на современата MQB архитектура, што му дава значајно подобри возни карактеристики. Но кинезите не се многу по перформансите, така што моторната понуда ќе ја сочинуваат 3 бензински мотори со зафатнина помеѓу 1,2 и 1,5 литри. Максималните помеѓу 116 и 150 конски сили ќе се пренесуваат преку 5 степен мануелен или 6 степен автоматски менувач. Volkswagen лани продаде 450.000 примероци од Lavida. Затоа и домашниот модел ќе остане во продажбата паралелно со новиот, кој доозначен со суфиксот плюс ќе биде лансиран во јули. Најави за цената нема, но сигурно ќе биде значајно поголема од 13.000 евра, колку што треба да се плати за старата Lavida. Втората значајна премиера на Volkswagen беше моделот CC, кој всушност е кинеската верзија на Arteon. Германците првобитно немаа планови за лансирање на овој модел на кинескиот пазар, но неговиот успех во Европа се прелеа и тамошните купувачи покажаа интерес, што не смееше да се игнорира. Ке се произведува заеднички со FAW групата во скоро идентично издание како и европскиот модел. Volkswagen очекува дека оваа елегантна купе лимузина, која располага со огромен внатрешен простор, ќе промени некои гледишта кај кинеските купувачи, со што ќе си осигура значајно место во премиум сегментот. Кина е најголемиот пазар за Volkswagen, кој таму годишно пласира 3,2 милиони возила, бројка која е скоро двојна отколку во Европа. Затоа и плановите на компанијата се големи. До 2020 година ќе бидат пласирани 12 кросовери, а до 2023 10 електрични возила. Меѓу нив ќе биде и сериската верзија на концептот ID Vision, кој после Женева ја имаше својата азиска премиера во Пекинг. Секако големо внимание на публиката привлече и новиот Touareg. Најавена уште од порано, новата соработка помеѓу Volkswagen и JAC Motors започна да се конкретизира. Германците го представија првиот модел од заедничката марка Sol, кој треба да ја предводи гамата електрични возила со пристапни цени. Упатените во локалната продукција во него ќе препознаат веќе постоечки кросовер на JAC, а одредени визуелни измени на предниот и задниот дел. Од Volkswagen пак велат дека концептот со ознака E20X е развиен од Seat, заради што имаат одлучено името на новата марка да има шпанско потекло. Во секој случај дизајнот му е европски, со тенка маска, аголни светла и спортски отвори за воздух. Натрешноста пак е типично кинеска и исполнета со доста модерни технологии, како што се 4G конекцијата со гласовни контроли, интелигентен систем за прочистување на воздухот, камера од 360 степени и друго. Долг е 4,15 метри и е задвижуван со електромотор со 116 конски сили. Автономијата со едно полнење на батериите изнесува 300 км, а цената со пресметани субвенции ќе изнесува нешто над 15.000 евра. JAC Motors во своето портфолио има уште 4 електрични возила, но од Volkswagen одбија да најават што ќе биде следно од новата заедничка марка.
Електричен новитет на салонот на автомобилите во Пекинг имаше и BMW. Веќе ознаката iX3 кажува дека се работи за еколошка верзија на X3, од кој се разликува по благо футуристичките дизајнерски измени. По модерниот преден дел го красат споените бубрези на маската, детаљ што веднаш предизвикува бројни полемики меѓу фановите на марката. Се расправаше дали ова е само концептно решение или најава за нов дизајнерски правец што ќе се преслика и кај другите модели, но без учество на BMW во дискусиите. Покрај тоа, електричниот X3 има и помасивен браник со вертикални и странични отвори за воздух. Сличен стил преовладува и назад, додека силуетата скоро да не е изменета. Вградениот електромотор од 270 конски сили треба да биде доволен за сите предизвици, а батериите за автономија до 400 км. И покрај големиот капацитет од 70 кВт, баварците велат дека заради оптимизираниот начин за нивно полнење ќе требаат само 30 минути. Сериската верзија на овој модел треба да се очекува најрано до 2020 година, заедно со уште два други електрични кросовери. BMW iX3 ќе се произведува во Кина, а ќе се продава низ целиот свет. Ексклузивно за кинескиот пазар, Шкода подготви нов компактен кросовер. Овој привлечно дизајниран новитет е базиран на старата платформа на Volkswagen Golf и во чешката гама ќе се смести непосредно под Карок. Има многу слични димензии со него. Долг е 4,4, а широк 1,8 метри, со меѓуоскино растојание од 2,6 метри. Позициониране како градски кросовер и ќе има за задача да ја удвои продажбата на Шкода на кинескиот пазар, која лани изнесуваше 325.000 возила. Ќе биде задвижуван од ново развиен 1,5 литарски бензински мотор со 110 конски сили во комбинација со 5-степен мануелен или 6-степен автоматски менувач. Погонот на сите тркала не е предвиден. Во пространиот интериер преовладува минималистички, дури и скромен дизајн, а материјалите се со послаб квалитет. Така е заради цената која ќе стартува од околу 11.600 евра. Продажбата ќе му започне во јуни, а ќе се произведува во погоните на Шангај Volkswagen. Трансформирајќи се од седан со конзервативен пристап во модел со спортски нагласен дизајн, новата генерација на Lexus ES пополни сериозна празнина во гамата на луксузната марка на Toyota. Измените што ги донесе го прават еден вид намалена верзија на GS, но само според изгледот. Сепак постои значајна разлика меѓу нив. ES е базиран на новата глобална архитектура на Toyota, што значи дека има погон на предните тркала. Иако таа се користи и кај RAV4, верзијата на Lexus ES со погон на сите тркала не е предвидена. Агрегатите повеќе или помалку се истите со работна зафатнина меѓу 2 и 3,5 литри. Автоматскиот менувач сега има 8 степени, а хибридниот модел нов пакет помали и полесни батерии. Во внатрешноста преовладува луксузот, а пространоста ја обезбедуваат поголемите габарити. Понудата ќе биде дополнета со атрактивната F-Sport изведба, а продажбата ќе започне на есен.
Базирајќи иднината и сегашноста на електриката, Nissan на салонот во Пекинг се представи со уште еден електричен модел. Станува збор за седанот Sylphy, кој ја има механиката од втората генерација на успешниот Leaf. Од него е презедена комплетната платформа со погонската група, чии карактеристики јапонците не ги објавија. Официјално се знае само дека ќе има автономија од 340 км и дека ќе се продава само во Кина. Батериите му се сместени под седиштата, а меѓуоскиното растојание е идентично како и кај Leaf. Сличен е и дизајнот на предниот дел, кој сепак малку е посмирен. Назад преовладуваат семејните линии, а внатрешноста не оддава дека се работи за електрично возило. Од Nissan потврдија дека Sylphy е прв од 20 електрични модели планирани за представување во наредните 5 години. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив звер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. She's waiting on Вие представуваме целосно новата Ford Fiesta. for me. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете ја акциската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила.
Со елегантна каросерија, нискиот преден дел со светла на остриот зададен крај, Opel GT беше нешто дотогаш невидено од европски производител. Злобните коментари од конкуренцијата велеа дека наликува на шиша од Кока-кола, а посетителите на салонот со подзинати усти прашуваа се и се што за него. Најмногу за перформансите, бидејќи беше замислен како студија за моќен автомобил. Спортскиот двосед на Opel стана сензација која и денеска трае и достигнува вртоглави суми кај колекционерите. Охрабрени од реакциите на јавноста, следеше зелено светло за сериското производство. Каросеријата се правеше во Франција, а финалната монтажа во Германија. Купувачите има избор од два мотори. Првиот беше 1,1 литарски со 60 конски сили од кадет, од каде беше и останатата механика. Вториот, кој доаѓаше од рекорд, имаше работна зафатнина од 1,9 литри и развиваше 90 коњи. Јасно, посебно популарен од самиот старт беше поголемиот мотор. Со него Opel GT постигнуваше максимални 185 км на час и забрзуваше до 100 за 11,5 секунди. Тоа заедно со единствениот дизајн и атрактивна цена беше токму она што купувачите го сакаат. Погонот на задните тркала преку мануелен менувач со 4 степени. Европјаните ретко се одлучуваа за опционалниот 3-степен автоматик, но тој во Америка беше доста популарен. Покрај спортскиот изглед, Opel GT беше и практичен автомобил. Влегувањето и седењето во него беа како кај обичните возила, а пристапот до багажникот преку големата трета врата. Седиштата, трикракиот управувач и округлите инструменти и даваа спортска нота на внатрешноста. Беше опремен и со сигурносни појаси на 3 точки, заштита од бочни удари и столб на управувачот што се деформира. Со ниското тежиште, стабилната каросерија и динамичното подвозие беше предизвик за тркачките патеки. Внукот на основачот на компанијата, доктор Георг фон Opel, го претвори во електричен автомобил со кој постави неколку светски рекорди. Пред крајот на неговото производство беше направен прототип со дизел мотор, кој на своето салдо прокнижи 2 светски и 18 интернационални рекорди. Инженерите на Opel подготвија и кабриолет верзија која остана само дизајнерска студија. До крајот на својот животен пат во 1973 година Opel GT беше произведен во повеќе од 103.000 примероци. Повеќе од половината од нив беа пласирани во Соединетите Американски држави. Причините зашто не се појави втората генерација на Opel GT останаа нејасни, до толку што во официјалната историја на Opel нема забележано дека се развиваше негов наследник со 2+2 седишта. Својата коњица на патот кон една поинаква и попрофитабилна иднина, Линколн ја засили со сосема новиот модел Авиатор, со кој ќе настапува во класата во која практично никогаш не бил присутен. Тој засега е во предсериска фаза, а дефинитивниот производствен модел ќе биде представен идната година. Иако е голем колку Ford Explorer, со него сепак нема ништо заедничко. Направен е на нова платформа со погон на задните тркала, што е реткост во денешно време. Овој луксузен кросовер веднаш го привлекува вниманието со својот изглед и од Линколн се надеваат дека ќе биде интересен за нова целна група купувачи. Во внатрешноста, во која има 3 реда седишта, владее луксузот на американски начин, а опременоста треба да биде над денес вообичаеното ниво. Технички детали нема многу. Се спомнува само плагин хибриден погонски систем без наведување никакви параметри. Поголемо внимание во Линколн имаат посветено на набројувањето на конективните можности кои Авиатор ќе ги има, што сепак е во согласно со она што купувачите ги интересира.
Најавувајќи дека во себе крие голема новост, Subaru ја представи петата генерација на Forester. Малку поголем и исполнет со доста нови технологии, овој добро продаван модел на марката не се разликува многу од својот претходник. Визуелно се дистанцира од него со поприфатливите стилски линии, кои се уште се далеку од помодните трендови. Заедно со конзервативниот пристап е задржана и функционалноста по која Forester е познат. Иако е поставена новата платформа, многу не е променета ниту издржливата механика. Боксер моторот од 2,5 литри, засилен на 182 коњски сили, се нуди единствено со безстепен вариоматски менувач. Симетричниот погон на сите тркала се подразбира, а големиот клиренс од 22 см ги потврдува традиционално добрите теренски гени. За подобро снаоѓање на асфалтот, новиот Forester стандардно е опремен со пакет современи електронски асистенти, што всушност е поголемата носивост која Subaru ја најави. Меѓу нив е и мониторинг системот, чиј софтвер го следи лицето на возачот, препознавајќи дали тој е заморен од возењето. Добар ден. Во денешниот тест го имаме малото спортско корисно возило кое ни доаѓа од таборот на Jaguar. Популарноста на овие возила ја принуди традиционалната британска марка да заплови во водите на спортско корисните возила. Судејќи според пристојниот успех на F-Pace, исто така E-Pace може да се надева на успех на пазарот. Иако има E во ознаката, нема ништо со електрично возило. Напротив, E-Pace е возило кое има мотори на внатрешно согорување и изведби со погон на предните или на сите тркала. Токму такво денеска ќе тестираме. Со 2-литрен дизел мотор од 150 коњски сили, 9 степен автоматски менувач и погон на сите тркала. Jaguar E-Pace е возило кое е замислено да го зафати компактниот сегмент на спортско корисните возила, се разбира оние премиум. Па затоа за своји конкуренти ги има Audi Q3, BMW X1 и така натаму. Гледајќи во однос на германската конкуренција, Jaguar нуди едно освежување што се однесува во внатрешноста и дизајнот на внатрешноста. Пред се решенијата во надворешниот дел, но и во внатрешниот многу потсетуваат на тркачкиот F-Type, односно купето и кабриолетот кои направија Jaguar повторно да се врати на патеките на успехот. Она што е интересно да се каже за ова возило е дека иако е наречен Baby Jaguar, односно бебе Jaguar, тој ги има вистинските квалитети на оваа британска марка. Брзо забрзува, се чувствува убав звук во кабината на моторот, но и 9-степениот автоматски менувач одлично си ја врши својата работа. Сепак, тука не завршува приказката за E-Pace, бидејќи тој е помал и би требало да биде поевтин од F-Pace, во него се употребени челикот наместо алуминиумот. Поради употребата на алуминиумот, поголемиот F-Pace е за 150 кг полесен од малиот Jaguar. Па тоа се одразува и на економичноста, но и на возните својства. Кога култивирано се вози E-Pace, тој не троши многу, односно има потрошувачка од 8,7 литра, но сепак во циклусот на тестирање јас забележав просечна потрошувачка од 9,2 литри, што е многу над пропишаното од страна на производителот. За таквиот резултат виновна е тежината на самото возило, но и
сетапот помеѓу моторот и 9-степениот автоматски менувач. Во било која брзина да возите, односно во било кој пренос на менувачот или при нагли забрзувања, се чувствува како да влечете приколица со возилото. Едноставно, звукот е пресилен и го дига адреналинот, но перформансата изостанува. Меѓу забрзувањата не се голем проблем за овој Јагуар, бидејќи неговите гени се повеќе од спортски. Ова возило не е конструирано да биде тркачко, ниту пак да соборува рекорди. Ова возило е направено за оние купувачи чие мото е гледајте ме, чудете се. Ова мало возило пред се ги плени сите останати учесници во сообраќајот. За овие 5 дена колку што другарував со E-Pace, забележав дека ова возило привлекува и лјадници и љубопитни погледи. Се разбира дека 57.000 евра, колку што чини овој модел, е нешто што е далеку над буџетот на многу македонци. Но сепак оние кои немаат потреба од големо спортско корисно возило и сакаат да бидат задуправувач на марка која нуди нешто поинаку во однос на другите премиум марки, сигурно дека би издвоиле толкав буџет. Пред се, Јагуар E-Pace е најскап во однос на неговите германски конкуренти и тоа за некои си 5 до 7.000 евра од адекватно ниво на опременост, какво што би можеле да го добиете во Audi Q3 или во BMW X1. Но сепак ова е нешто поинаку. Јагуар E-Pace е Baby Jaguar, односно бебе Јагуар, кој во целосно ги исполнува не само гените на Јагуар, туку и оние предаторски инстинкти кои ги има ова грабливка. Јагуар далеку од тоа дека е совршено возило. Во внатрешноста има груба пластика на оние делови кои ги обкружуваат инструментите. Дури и се слуша силно крцкање на пластиката, што според мене е недозволиво за возило кое чини 57.000 евра. Целата пластика што е на централната конзола од страна крцка дури и на помек допир. Ова е недопустливо за една премиумна марка. Јагуар E-Pace е интересно возило. Има позитивности, има и негативности. Тоа е склоп на модерна технологија која понекогаш и потфрлува кога се гледа што повеќе да се заработи и да се употребат можеби неадекватни материјали на името на оваа марка. Сепак Јагуар е марка која има силно педигре и има можеби и добро оправдување зошто е тоа така. Но сепак, возните својства на E-Pace се извонредни. Во свиоци тој се однесува како и лимузините на оваа марка. Можеби не е толку економичен, но сепак динамичноста ги задоволува просечните возачи. Овие замерки кои ги дадов се во однос на моето искуство и на моите очекувања од Јагуар, а верувам дека повеќето луѓе нема ни да ги забележат во секојдневното исползување. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба, и знаете и самите, за 7 дена на истото место и во истото време. До тогаш, до гледање.